Добар ден на сите. Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитуван амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија, господин Джес Бејли, почитувани колеги, министри во владата на Република Македонија, почитуван представник на Европското крило на Дура, господин Мајк Бекет. Почитувани медиуми, почитувани дами и господа, ми представува денеска особена чест и задоволство да се обратам на овој собир, на отварањето, односно на отпочнувањето на градбата на една од најголемите инвестиции последните месеци во Република Македонија. Македонија последнава недела има многу за славење. Покрај поканата за членство во НАТО, минатата недела подпишавме уште со една американска компанија договор со Телемон. Исто така, минатата недела, истиот ден, кога го подпишавме договорот со Телемон, исто поделивме на 79 компании поддршка мали и средни предпријатија во Република Македонија 10,3 милиони евра. Денеска, веќе само после неколку дена, отпочнува градбата на една од најголемите инвестиции у последните неколку месеци. Сакам само да кажам која е Дура. Дура е дел од големиот конзорциум на Patriarch Partners, каде што има неколку десетици милиарди долари промет, а самата Дура како компанија има 14 фабрики во Европа и многу повеќе фабрики во целиот свет со 9.500 запослени и со 1,3 милиарди евра промет. Самото тоа кажува кој тип на компании ја препознаваат Република Македонија како достоен партнер и како земја за инвестирање. Спротивно на многу укажувања кои што имавме можност да ги слушнеме во јавноста, владата на Република Македонија и како ќе биде посветена на економијата, а посебно на странските директни инвестиции. Она што сакам да го потенцирам е дека во Република Македонија сме посебно горди што 40% од капиталот веќе во слободните царински зони е капиталот Соединетите Американски држави. Ова е 9-та инвестиција од Соединетите Американски држави само во технолошко-индустријските развојни зони. Ова е инвестиција од делот на 170 милиони евра, колку што тие 9 инвестиции имаат донесено во Република Македонија и запослуваат 9.500 вработени. Јас ја користам можноста да се заблагодарам на менеджментот на Дура, што од сите места каде што можеше да направи фабрика во нашиот регион, во југоисточна Европа, ја одбра точно Македонија, што кажува дека имаме конкурентна политика за поддршка на странските инвестиции, а поготово имаме исклучително транспарентна програма. Програма која што може секој инвеститор однапред да знае колку ќе биде поддржан од владата, а тоа го детерминиравме во законот за финансиска поддршка на индустријата. Нема потреба никој да дојде посебно да се пазари во просториите на владата, напротив, секој може унапред да знае колку ќе биде поддржан. Сакам да кажам уште неколку факти, а тоа е дека само оваа година, значи првите 5 месеци во 2018 година, во споредба со истите тие 5 месеци во 2017 година, размената стокова со Соединетите Американски држави е порасната 16%, а уште поважно извозот од Република Македонија према Соединетите Американски држави е пораснат 28%. Се надевам дека Дура ќе биде еден придонес значителен на зголемување на овие бројки што ги кажав. Она што сакам на крај да го напоменам, а и представникот на Дура, господинот Бекет, го кажа, покрај поддршката која што ја добија од владата, многу се важни и неколку други работи за секој инвеститор да се одлучи да дојде во државата. А тоа е владење на правото, тоа е стабилноста на државата. За стабилноста на државата ќе оставам да каже тој што е најзаслужен премиерот. А за владење на правото ќе се потрудиме тоа да важи за сите инвеститори, а што се однесува до кадарот, тоа е четвртата компонента која што е исклучително важна за секој инвеститор да дојде во Македонија и тука ќе бидеме исклучително посветени да ја подобриме структурата на кадарот и на работната сила во Македонија, да можат да најдат високо образовани, квалитетни луѓе во Република Македонија кои што ќе може да одговорат на задачите на новите странски инвеститори. Очекуваме многу инвеститори, ова е само почеток. Мислам дека ќе бидеме присутни на овакви градења на фабрики многу често, и мислам дека со самото тоа ќе ја покажеме посветеноста на владата на Република Македонија за економскиот развој. На Дура и посакувам многу успешни работи. Сакам само на крај да подвлечам дека првиот пат представниците на Дура во Република Македонија дојдоа во февруар месец, денеска јули,
Само после 5 месеци отпочнуваме градба на фабрика. Фабриката треба да биде во делот на градежништвото завршена до декември оваа година, а отпочнувањето на работа во производствен смисол на зборот треба да биде во средината на 2019 година. Спротивно, накажувањата дека требат неколку години за секој странски инвеститор да биде привлечен и да биде охрабрен да инвестира во Република Македонија, мислам дека ние тоа го направивме многу побрзо. Им благодарам на Дура, на менеджментот на Дура, што ја одбраа Македонија и уште еднаш им посакувам многу успешна работа во Република Македонија и многу профит, заради тоа што тоа само ќе ги инспирира дополнително да инвестираат. Ви благодарам на сите.